Добар ден, почитувани. Ова е најновата телна амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Колагенот е еден од најважните протеини во нашето тело. Се вели дека е протеин на младоста и еластичноста. Со текот на годините, неговото количество природно се намалува. Може ли тоа да доведе до болки, вкочанетост или намалена еластичност на зглобовите? Колаген може да се прима преку додатоци во исхраната, со инекции или современи терапевски методи. Денес ќе зборуваме за еден нов пристап во физиотерапијата, внес на колаген без игли со употреба на магнетно поле. Гостин во студијата е Блаже Арсов, дипломиран физиотерапевт од клиничката болница Жан Митрев. Останете на Телма, следува навистина интересно издание. Во денешната Телма амбуланта ќе зборуваме за еден нов метод во физиотерапијата, внес на колаген во телото без игла. Гостин во студиото е Блаже Арсов, дипломиран физиотерапевт во клиничката болница Жан Митрев. Блаже, добре ни дојдовте повторно во Телма амбуланта и добар ден. Добар ден, добро ве најдов. Благодарам на поканата. Ќе споделиме нешто ново овој пат. Така, навистина еден несекојдневен нов третман кој што го внесува колагенот во телото, но најнапред да започнеме со тоа што е колаген. Сите сме слушнале дека е протеин, кој што го нарекуваат протеин на младоста, на еластичноста, но каде најмногу го има во телото, во кои ткива, во кои органи? И вистина е тоа. Доста е популарен како протеин, ако може да се каже колагенот. Доста слушаме во последно време за него. Постојат различни начини на примена на колагенот. Најчесто тоа се додатоци за исхрана, кои што се вклучуваат во нормалната исхрана за да се подобри нивото на колаген во организмот. Сега ние физиотерапевтите за да го потпомогнеме тој процес можеме да употребиме една нова техника која што отскоро е достапна и во нашата клиника. Станува збор за една техника која што се вика магнетна фореза. Заради тоа што со помош на едно магнетно поле се внесува колаген, специфичен колаген, директно, локално, на она место каде што е и без никаква инвазивност, без боцкање, буквално со помош на магнетно поле. Тоа е всушност и самата предност на овој тип на терапија, за разлика од сите други начини на примена на колагенот. Споменавте специфична форма на колаген. Дали тоа значи дека има разни типови на колаген, кои што се наменети за различни проблеми? Или потреби на организмот? Во организмот постојат повеќе типови. Некаде има информации да се тоа 16, 28 типа колагени, 28 видови на колагени. 4 од нив се така најглавни или најважни кои што би требало да се земат во предвид, но еден од најважните всушност или типот 1 колаген кој што всушност 90% од целокупната содржина на колагенот кој што има во човечкиот организам е застапен. Тоа е типот 1 колаген буквално кој што го има во секое сврзно ткиво, во коските, во лигаментите, тетивите, раскавицата, кожата, така да тој ќе биде всушност и најважниот во моментов за да се можеме да добиеме соодветно решение на определените мускулно-скелетни заболувања кои што ги имаме. Со текот на годините колагенот во организмот се намалува. За жал. Дали возраста, односно староста, е единствениот фактор за губењето на колагенот во телото? Тоа би било добро ако само возраста и староста, нели, но со процесот на апсолутно настарење секако се губи процентот на создавање на сопствено создавање на колаген на човечкиот организам, но освен што се намалува процентот, всушност се намалува и квалитетот на создадениот колаген. Така да имаме и помалку колаген, но и несоодветен, значи недоволно квалитетен колаген. Како што реков, да, старост е една од причините, но исто така мора да знаеме и да бидеме свесни дека всушност е нашето однесување кон самите себе си со несоодветен животен стил, значи несоодветно правилна исхрана, несоодветна или воопшто немање на физичка активност може да влие на создавањето на нормално на колагенот и секако самиот процес на повреди може да се случи. Значи повредите може да придонесат да се намали нивото. А некои болести?
Па видете, најчесто болестите настануваат заради недостигот на колагенот. Тоа е заради тоа што, да кажеме, определен број од популацијата има, да кажеме, некои работни активности кои што се со чести повторувачки движења. Дали тоа се движења, да речеме, каде што станува збор за подигање на тешки предмети секојдневно и константно, да речеме, со години, или пак да речеме шофери кои што немаат движење, но е константно една иста позиција со часови. Сето тоа буквално апсолутно да, компјутерските работници, јас така ги класифицирам. Сите тие всушност така наречени активности допринесуваат до намалување на процентот на колаген, кои што всушност водат кон еден процес на дегенеративни заболувања. Што тоа значи? Што се случува со зглобовите, например? Се намалува процентот на колаген кој што го имаме во човечкиот организам, се намалува мобилноста на самите зглобови, почнуваат некои се знаци на намален еластицитет, намалена мобилност на самиот зглоб кој што е зафатен. И на крај, кога ќе се појави веќе болката, тогаш почнуваме да бараме решение. Најчесто е така. Додека немаме симптом на болка, најчесто го занемаруваме проблемот со кој што се соочува човечкото тело. Значи, намаленото ниво на колаген во организмот може да доведе до болка во зглобовите? Да. Мускулите? Да, апсолутно, да, точно. Сето тоа е многу важно. Дополнително, ако се случи некоја претходна некоја механичка повреда, например, имаме спортски повреди каде што, например, може да настане руптура на мускул или да се искине мускул, или да настане оштетување на некој од легаментите кои што го држат самиот зглоб, или оштетување, да речеме, на менискусите кои што се внатре во самите, да речеме, во коленото. Сето тоа може да направи еден понатомашен процес кој што води до дегенеративни заболувања на самите зглобови. Доколку се врати колагенот во организмот? Има и природни процеси кои што ќе се запрат овие дегенеративни процеси? Апсолутно да, значи ќе се запрат, точно, ќе го заштитиме зглобот навремено. Знаете, ако еден проблем со кој што се очуваме, да кажеме, подолг временски период, месеци, го занемаруваме или пак година дена, очекувано е дека ќе има и дополнително оштетување на зглобот кои што ќе водат кон намалена функционалност на тој зглоб или изголемена болка. Така да навремената реакција од страна на самиот себе си, или да кажам на пациентот кој што ќе побара помош, да нормално први да направи лекарски преглед, да се провери од страна на ортопед, да се направат дополнителни испитувања, да се види каква е состојбата, па потоцна веќе да се оди кон решавање на проблемот. Сега проблемите може да бидат скоро секогаш. Физиотерапијата е во делот на конзервативното лекување. И ние физиотерапевтите со нашите техники се обидуваме да спречиме да дојдеме до ситуација да треба да инвазивно да се решаваат определените состојби. Но сепак на крајот пак зависи од тоа кога ние навремено ќе реагираме и како се грижиме за сопственото тело. Колагенот, како што споменавте, може да се внесе во организмот на разни начини, преку уста, преку додатоците во исхраната, потоа со игла, директно, например, во зглобот, но сега има и нов пристап со магнетно поле, всушност, се внесува колагенот во телото. Точно. Како успева магнетното поле Тоа се специјални уреди кои што да имаат направи абсорбција толку длабока на колагенот? За да генерираат магнетно поле, станува збор за едно магнетно поле со низок интензитет, кој што се активира при допир на кожата, кога веќе имаме нанесено соодветна количина на колаген, соодветен тип на колаген, измешан со специјален гел, кој што ќе биде кој што ќе се направи спроводливост, да кажеме. И сега на пример на коленото треба. Во моментот кога ќе се допре кога ќе се постави, да кажеме, на коленото самиот колаген, се допира самата глава, магнетната глава од уредот кој што генерира магнетно поле. И се почнува да се прават кружни бавни движења, со кои што во моментот на тој допир се прави една модулација на магнетното поле внатре во човечкиот организам, во клетките се прави една се зголемува пермеабилноста или пропусливоста на самите клетки да може да ги примат сите овие, да го примат овој колаген. Локално таму каде што треба. И всушност тоа е најголемата предност на ова
терапија, бидејќи ниту за разлика од да кажеме од терапијата кога се применува со помош на боцкање, кога како и да е таа инвазивен третман е боцкањето во секој случај, но за оние пациенти кои што сакат да го избегнат, да кажеме, боцкањето, ова е идеалниот начин да може да го внесете. Алтернатива. А до која длабочина може да навлезе колагенот на ваков терапијата начин? навлегува, значи колагенот може да навлезе до 3 постигнува, см натре. Заради тоа што има соодветни параметри, значи уредот има соодветен генератор, рековме, на магнетно поле, се подесуваат податоците кои што сакаме да ги постигнеме, параметрите, значи она што сакаме да го постигнеме и колку е тој проблем длабоко поставен, да кажеме, определени нивоа на тој, дали е тоа површински, да кажеме, или станува збор за нешто подлабоко, затоа може да оди максимум до 3, во некои истражувања веќе до 5 см има внатре во ткивото, кој што е голем напредок заради тоа што може директно онаму каде што е официјално и проблемот. Знаете, немам ништо против додатоците за исхрана, кои што не имаат колагенски средства кои што се примаат, но не можеме никој пат да бидеме сигурни дека тој колаген кој што ќе го испиеме, дека прво нема да биде разграден од дигестивниот систем, можеби. Второ, буквално, како што беше и во најавата, нема дел од човечкиот организам кој што нема корист од колагенот. Што значи дека сите други органи во човечкиот организам кои ќе го испиеме тој колаген, ќе имаат потреба, можеби и ќе го превземат. Можеби нема да стигне до таму каде што не боли, да речеме, скочен зглоб, колено или баш дека ќе отиде колагенот во рамото. Така да овде и сепак тој додатоци за исхрана се пијат подолго време. Тоа не се терапија кој што е, да кажеме, за 5 дена или за 10 дена, тоа се пролонгирани процеси кои што траат можеби по месеци, додека како и тип на терапија, за да можеме брзо да добиеме ефект кон решавање на проблемот, тогаш се прима локално, да кажеме, на рамото, со магнетна терапија, околу самиот зглоб. Терапијата се повторува некаде до 10 третмани со двојна колагенска доза, соодветно избрани колагени за секоја посебна регија. Тоа е разликата. Значи различен колаген за секоја регија од телото. Значи има посебни типови на колагени кои што се буквално значи тоа се за различни, да кажем, има колагени кои што е за колено, колаген кој што е за мали зглобови, колаген за рамо, колаген кој што е за торакалниот дел од дрветот, лумбалниот дел од дрветот, за вратот, има за нерви посебен колаген, така да тоа се, затоа реков, соодветната диагноза, барањето решение од докторот, нели, со да се постави конкретно диагнозата за проблемот за кој што се соочува пациентот и понатаму веќе се оди кон соодветно поставување на терапија, кој што треба да ја приеме пациентот од прилика во 10 дена. Што чувствува пациентот за време на третманот? Апсолутно ништо не чувствува. Значи тоа е таков тип на магнетно поле, кој што реков е ниско магнетно поле, под 100 Hz тоа не се чувствува. Тие модулации кои што се создаваат внатре во човечкиот организам, во клетките, тие пациентот не ги чувствува. Нема термичко дејство, нема електрична енергија која што ќе ја почувствува низ него, нема боцкање, пицкање, како да кажеме, како кај другите типови на електротерапија. Кај овој тип на терапија, буквално пациентот само ужива во третманот. Ништо не го вознемирува, да бидам, не треба да се плаши од никакво дејство, не знам, да биде изгорен или не знам, да го пече некоја си струја или нешто слично. Овде тоа нема. Ниту пак има некакво грејење локално каде што се применува терапијата. Што всушност е предност, бидејќи да кажеме, кога има пациенти кои што се со тотална ендопротеза, кои што имаат импланти, метални импланти, да кажеме, или остеосинтетски материјал, после, да кажеме, третман на фрактури со штрафчиња, нели, да можат луѓето да ме разберат, или кога се поставува протеза на колк или на колено, на рамо, оваа терапија може да го забрза тој процес на регенерирање на ткивата околни кои што биле засегнати во тој оперативен. Тоа значи дека и пациентите кои што имаат метални протези можат да применуваат терапија со магнет? Апсолутно. Да, во овој тип со оваа терапија
кој што збориме за магнетофореза, да, може да биде примената и кај тоа можеби единствената или можеби втора поред терапија од електротерапија, така може вака да ја кажам, од физикална терапија, кои што може да бидат применети кога пациентот има метални импланти во него, бидејќи поголемиот дел се контраиндицирани при импланти. Има ли пациенти кои што не се препорачува ваков тип на внес на колаген во телото? Видете, нема несакани дејства, нема непознати несакани дејства, ако може да кажам. Трудниците, како и во сите други предпазливи мерки, се вклучени и тие. Никој не прави истражување на трудници, така? Така да не постојат докази дека е контраиндицирано, но само заради тоа што никој не направил проверка дали е контраиндицирано. Да. Така. Тоа е моето мислење. А по старите возрастни лица? Апсолутно, тие би требало буквално да примаат 2 пати годишно. Всушност за нив е препорачено. Тоа апсолутно препорачливо, бидејќи ова е безболна метода. И згора на тоа, нели, од она што го кажав до претходно на почетокот, дека кога веќе знаеме дека процесот на старење води кон намалување на создавањето на собствен колаген, значи го намалува значително процентот на создавање. Тој колаген што се создава не е доволно квалитетен за да може да кажеме еден возрастен господин на 80 години да биде комплетно мобилен, активен и да си ги извршува собствените потреби дневно. Тогаш апсолутно ова е едно добро решение за да може 2 пати годишно за да се истретираат определени зглобови кои што се засегнати, да кажеме, при мобилноста на самиот пациент. Може како превенција да се користи за да не дојде до проблем? Да, поготово кај оваа популација. Кај таа возрастна група. Да, кај таа поготово, да. Кај помладата популација ние можеме само да ќе го поттикнеме процесот на создавање на сопствениот колаген. Да кажеме еден спортист кој што има руптура на мускул, тоа е да кажеме скинат мускул при пренапрегање. Со помош на оваа магнетофореза и со овие колагени можеме да го решиме проблемот, да го забрзаме проблемот и воедно да го испровоцираме собственото создавање на колаген. Така да всушност ова влегува во доменот на регенеративна медицина со биолошки средства кои што всушност не се употребува, да кажеме, некои си фармаколошки, хемиски средства кои што може да штетат на самиот човечки организам, туку всушност се употребуваат средства кои што ги предизвикуваат и внатрешните процеси да действуваат и да делуваат малку по квалитетно и агресивно за решање на проблемот. Ќе ги поканим и гледачите од овој момент да се вклучат во денешната телма амбуланта со нивни прашања, почитувани. Телефонскиот број е испишан на екранот. Можете да се јавите и да ги разрешите вашите дилеми кои што се поврзани со оваа нова метода за внес на колаген во телото. Кај кои болести обично се препорачува се тоа? Што е, да речеме, со остеоартрозата, остеоартритис, ги има различни форми на дегенеративни болести што ги зафаќаат зглобовите. Што може да се очекува? Дали да се регенерира рскавицата или само да се намалат болките? Всушност и двете. Бидејќи првично действуваме да ја регенерираме самата раскавица, самото сврзано ткиво локално, со тоа кога ќе се регенерира или кога ќе се формираат веќе нови структури на колагенски влакна околу самата повреда, тогаш веќе очекуваме да се подобри периферната циркулација да локално на местото каде што била настаната повредата и нормално со тоа ќе се намали и притисокот кон локалните крвни садови, кон локалните лимфни садови кои што му предизвикуваат и нормално и нервите кои се овде, кои што предизвикуваат болка. Ќе му дадеме предност на гледачот, а веднаш потоа продолжуваме со предвидениот концепт за денеска. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден, ве слушаме одлично и го очекуваме вашето прашање. И до докторот, имам прашање на ЧОП. Само вие ќе морате да го намалите тонот на телевизорот. Мислам дека тоа е главниот проблем што имате проблем со комуникацијата. Во ред. Го очекуваме прашањето, повелете. Опериран сум фораж соматични клетки на колк. Добро. Дали би можела оваа терапија да ми помогне? Така, дали би можела да помогне? Само уштенаш операцијата на Каква операција уштенаш? За остеонекроза, да речеме за остеонекроза на коската, дали може да нешто да помогне?
Добро, ви благодарам за вклучување во програма, ќе добиете одговор од аспект на физиотерапевт. Да, може да се искористи оваа терапија во третманот, да. Многу е важно да се знае дека, например, оваа терапија не е магично стапче. Да бидеме најасни. Оваа терапија треба да ги спровоцира процесите, внатрешните процеси во човечкиот организам за да создавање на собствен колаген. Кај потешките форми на заболување, збориме кога да кажеме подолг временски период некој проблем перзистира, например нешто кое што не било решено или кое што е малку потежок процесот на рехабилитација и на регенерирање, има потреба од подолг, почести третмани. Така да реков на претходно напоменав дека можеби тоа ќе биде во 10 дена третман, но можеби ќе биде и третман кој што ќе трае и 20 дена, но ќе биде и 2 пати годишно. Значи ќе не можеме да очекуваме дека некогаш во некои такви тешки состојби во кои што се направени да кажеме оперативни зафати кога работи на некоја речеме како што е како господинот оваков тип на операција, дека можеби ќе имаме резултати во првите не знам месец дена, можеби ќе треба малку подолго. Како всушност и кај другите типови на терапија. Да бидеме најасно, реков, уште еднаш ќе повторам, не е магично стапче. Должноста на оваа терапија е всушност колагенот кој што ќе го внесе внатре да ги предизвика процесите на сопствена регенерација, на кон решавање на проблемот. И треба да биде една од оние терапии кои што можеби прво треба да се пробат во приказната, бидејќи немаат штетно дејство. Немаат несакани последици. Може да има само корист. Апсолутно, може да има само корист. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Во програма сте и го очекуваме вашето прашање, повелете. Моето прво поздрав до вас и до докторот. Благодарам. Прашањето е, имам имплантација на левата нога на вештачки колк пред негде година и пол и сега се појави проблем, карлицата ја разјадува. Вчера бев на ортопедија во Битола и ми кажа дека лек нема, дури сум жив, дека би терало така. Иначе сум 68 години. И да кажем тоа дека имам проблеми со диализата. Дали оваа метода би помогнала и би замолил телефонот докторот каде работи или од амбулантата или болницата. Секако ќе ги добиете податоците, само да ве прашам, споменавте дека сте на диализа, така? Да. И на диализа сте. Добро, уште едно прашање ќе има. Операцијата беше операција на колк, така? Операција на колк, така? Да, операција на колк, година и пол нема проблем и сега карлицата, тоа е на левата страна на ногата, карлицата веќе почнува да се разјадува и ми е кажано Битола многу да внимавам да не ја пробие и коската. Тоа е на истото место каде што е оперирано? На истото место каде што е операцијата го имате проблемот? Дали го имате проблемот на истото место каде што е операцијата? Да. На истото место. Доволни се ви податоци. Ви благодарам за вклучувањето. Само да потенцирам дека денешниот гостин доаѓа од приватната клиничка болница Жан Митрев, Блажа Арсов, дипломиран физиотерапевт. Да, дипломиран физиотерапевт. Не сум доктор. Апсолутно. За овој тип на состојба кај пациентот, јас му предлагам да направи консултација со ортопед, со некој од нашите ортопеди кај нас во клиниката, за да видиме дали можеме да му помогнеме, имајќи предвид комплексноста со кој што се соочува, дека сепак е една диализа. Така да би било добро да се направи една добра, да се провери историјата и да се направи консултација. Бидејќи посложена. Да, апсолутно посложена. Би требало да видим заради тоа што сепак сметам дека можеме да го употребиме врз основа на сите информации кои што и претходно ги изнесов, локално на местото каде што е опериран, бидејќи ќе го забрзаме тој процес. Сепак човекот кажа дека е во 68 годишна, така, 68 годишна возраст, така да сигурно неговиот процент на колаген е намален во неговиот организам, така да не гледам тука нешто штетно, но би било добро да ја видим историјата, да се запознаеме со сите информации. За се даде за да може да одлучиме. Да. Ајде да ги слушаме и останатите прашања од гледачите во денешната тема амбуланта. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да го прашам докторот, јас имам повреда на менискус и години, значи негде 70-тите, иначе имам 68 години и имам ситуации со менискусите, операцијата не е успешна, значиното ми секуваат колената при поголем напор или стоење.
и се движам со стегачи, значи со Па ме интересира колку е добро да правам терапија и дали има шанси некако да имам подобрување со менискусите, со... 78 е повредата? 78 рековте, во 70-тите е повредата, така? Да. Значи се работи за стара повреда. Пред скоро 50 години. Така. Дали ке стара повреда би можело ова да даде резултат? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Да, бидам искрен, да, може да се даде оваа терапија, нема да биде контрадицирана, но самото тоа колено претпоставам дека е доста оштетено, бидејќи ако веќе пред 50 години таа повреда, тоа колено заради тоа користи претпоставам како што кажа, нели, стегачи. Некој си помагал ортопедски за да го држи коленото прибрано. Да, препорачувам ортопедски преглед квалитетен и да се примени терапија, можеби таму ќе има потреба и од артроскопски да се види каква е состојбата внатре во коленото, па ортопедите да одлучат што би било следно, а колагенската терапија може дополнително да се применува, без разлика на нивната одлука. И предоперативно и постоперативно таа нема да биде. Значи предоперативно исто така може да биде ефикасна, но и постоперативно. Во определени истражувања дури интраоперативно ги вбризгуваат самите колагени локално, заради тоа што... за време на операцијата? Да, кој ќе се постави, кој ќе се направи оперативен зафат, да кажеме ортопедски, има такви истражувања, може директно да се инјектираат тогаш со помош на игла, тоа работат докторите, да се инјектираат точно во зглобовите, во зглобот кај што е работена. Ајде да го слушнеме и следното прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме одлично, повелете. Вака сега. Јас пред 3 години имам направена операција на десното колено, имам значи вештачко колено. Сега, после оперативно добро се чувствувам, ама сега имам проблеми со левото колено, значи имам големи болки при одење, при движење, при спување. Значи, мобилноста не ми е добра и морам да користам помагало. Бастунче, како да речем. Да, имам и некогаш и многу големи болки. Мене тогаш ми кажа дека ќе мора да се направи значи операција и на тоа колено, ама јас некако не се осудувам тоа да го направам. И сега би сакала да ми даде некој совет физиотерапевтот дали ќе има помош од оваква магнетна фореза за левото колено, кое не ми е оперирано. Кое што не е оперирано. Да. Так. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Какви очекувања би можела да има гледачката? Ако пациентката одлучила да не го оперира другото колено, не е останува ништо друго, освен да се грижи за тоа колено по конзервативен начин, како што одбрала самата. Ако е препораката операција од страна на ортопед, мислам дека тоа би требало да се послуша, но доколку незиното решение е да ја одбие од операцијата, тогаш апсолутно треба да биде комплетно подлежно на физиотерапија. Тука, освен, да кажеме, овој тип на терапија за кој што зборуваме денеска, таа може да се искомбинира и со сите други техники од физиотерапијата, вклучително и вежби кои што треба да бидат, да кажам, редовно присутни во незиниот живот. За зајакнување на мускулатурата треба да биде тука, да се употребуваат вежби. Апсолутно оваа терапија со колагенската терапија со помош на магнетно поле, за да се подобри таа структура на колагенот локално каде што е настанат проблемот сега во моментов и да се искомбинираат сите други електропроцедури. Јас веќе имам план што би можел да работам со нејзе, но за тоа може да ја поканам нека дојде кај нас во нашата клиника да направиме една консултација, нека ја донесе документацијата за да ја дадам навистина совет што би можел да се сработи дополнително. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Се исклучил, добре, продолжуваме понатаму. Дали спортистите кои што имаат спортски повреди би можеле да користат ваква терапија, значи колагенска терапија со магнетно поле? Се препорачува ли кај нив? Апсолутно се препорачува заради тоа што ќе им го забрза процесот на рехабилитација комплетно, бидејќи знаете сите професионални спортисти најмногу страдаат кога не се на терен во глобала. Сите сакаат колку што е можно побрзо да се рехабилитираат и да се вратат брзо на терен.
кој што е еден многу важен момент за нив, што е нормално. Исто така многу важно е што всушност тоа е можеби единствениот начин да примат нешто дополнително во организмот, а тоа да не им направи проблем при антидопинг тестовите. Така да ова е препорачлива терапија за спортисти без никаков проблем. Само да се штитат нормално од повреди, но доколку се случи повредата, дополнително може да се употребува терапија, да се комбинира со сите други терапии кои што најчесто ги користат спортистите при третман на повреди или при превенција од повреди. Ајде да слушам уште едно прашање од гледач, се надевам дека овој пат ќе се вклучи успешно. Добар ден. Ало? Добар ден, ве слушаме, повелете. Ало? Одлично ве слушаме, се надевам дека е намален тонот на телевизорот. Да, намалење. Така, следете го разговорот преку слушалката. Добар ден. Јавувам со Цвете Николе. Имам проблеми со колената, со двете колена. Така. И поздрав прво до докторот и до вас, до емисијата. Ќе ве молам, ако може едно објаснување. Неам подмачкување во двете колена и не можам да се движам. А возраст сум 74 години. Добра. И имам снимки, се кажаа ми за операција за колено. А дали може да се тоа направи како вие што тоа магнетно, како тоа не ми е јасно. Колаген да примам преку колената. Така и се надевате можеби дека на тој начин ќе избегнете операцијата. Па немам поема, не ми е јасно тоа како, дали може Ајде, тоа да се еве сега ќе направи. добиете конкретни совети. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Вреди ли да се проба една ваква Вреди да терапија се кај проба, пациент кој затоа што е што- кандидат за операција? Видете, доколку е кандидат за операција како што се изјасни, тоа е ставот на ортопедот кој што го лекува, нели? И тоа треба да се испочита, но сепак треба да се испочитува и можноста да се истретира пациентот и по конзервативен начин. Всушност, одлуката за операција секој пат е при исцрпувањето на сите конзервативни методи за третман. Доколку пациентот не е добил соодветна физиотерапија претходно, или не е посетувал можеби како што треба, може да се направи соодветен третман со овој тип на терапија, да се комбинираат сите други физиотерапевски техники, да се даде максимум, бидејќи рече дека е во години, ова нема да биде сигурно со 10-дневен третман, може ќе трае малку подолго или може повеќе пати во текот на годината, но тоа е единствениот начин кога пациентите, да кажам, одбиваат, да кажеме, хируршко решение. А какои постоперативни третмани се препорачува? Па всушност ги спомнавме Кај по сите? викендот. Апсолутно кај повеќето од овие третмани кои што се поврзани со скелетно-мускулниот систем, апсолутно може да се примена дури предоперативно, како што реков, определени испитувања и истражувања што се прават во други земји, може да се инјектира и за време на самата операција и постоперативно за време на процесот на рехабилитација. Може да се работи со овој тип на терапија, со резонантна магнетофореза, кога колагенот ќе се аплицира локално околу местото каде што е оперирано. Дали станува збор за операции кои што се, да кажеме, реконструкција на преден вкрстен лигамент, после артроскопија, да кажеме, на коленото, кога се средуваат менискусите во засегнатите кога имало повреда на менискуси во коленото. Еве ќе ги спомнам овие како некако најпоситни, да кажем, интервенции артроскопски. Но исто така, како што напоменав, при тотална ендопротеза на колк, на колено, на рамо, после фрактурите, кога се решавани, да кажем, остеосинтетски материјал. Овој тип на терапија има голем ефект во процесот на рехабилитација, заради тоа што треба да бидеме јасни. Да, пациентот можеби ќе се вертикализира и можеби ќе научи да оди со патериците, да ти работи, но треба да има и квалитетен живот. Треба да ги превенираме на тамошните проблеми кои што може да се појават. Така да, секој пат е многу важно да рехабилитацијата после операција да бидат поврзани, ако може да се каже. Најчесто јас многу пати на нашите пациенти во клиниката им кажувам дека ме прашуваат кога може да почнем со физиотерапија. И што им одговарате? Вие веќе почнавте. Бидејќи физиотерапијата во сериозните болници треба да почне првиот ден. Веднаш. Да, првиот ден, да не кажам нултиот ден после операција. Што значи дека
треба да се применат соодветни мерки, соодветни терапии, модерни за пациентите, колку што е можно побрзо да се рехабилитираат и да се враќаат на своите дневни активности, бидејќи таков е животот до сега. Во моментов сите брзаме, сите сакаме колку што е можно побрзо да се опоравиме, брзо да оздравиме и веднаш да се вратиме на работа. Да си го вратиме квалитетот на животот. Да си го вратиме квалитетот на животот, тоа е многу важен момент. Така да, апсолутно им препорачувам на пациентите да ја имат во предвид оваа терапија и да се информираат добро. Така, информацијата е всушност многу вредна кога станува збор за здравјето, точата и релевантни информации. Имаме уште еден гледач, ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Јас слушам ехо, предпоставам дека е вклучен телевизорот погласно. Ево уште една можност за гледачот. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме одлично, повелете. Ало? Во програма сте? Да. И го очекуваме вашето прашање. Ме слушате? Ве слушаме одлично, но ќе морате да го намалите тонот на вашиот ТВ приемник. Намален е тонот. Оперирана сум на докторот. Оперирана сум од скршеница. Така оперирана сум од скршеница на рамото. Меѓутоа, после толку време загнои, стискајќи го гнојот, тие шипките се изместени. Сега не можам да ја местам раката ни лево ни десно. Предпоставам дека сте се јавиле на доктор. Предпоставам дека сте биле на лекар, дека ве снимиле, ви кажале што понатаму? Да, нова операција да се сечат тие шкрилците од металните шкрилци. Добро. Прашањето? Добро, повелете. Треба дали да причам или не? Да, ве слушам. Ме слушате? Одлично ве слушаме, го очекуваме прашањето. Значи, ние опишавте вашата состојба. Што да правам? Дали повторно лекарот предлага повторна операција и сечење на шкрилците метални? Така, видете, значи, тука немам, гостинот е физиотерапевт и сигурно дека ќе треба да го послушате советот на вашиот лекар, бидејќи тој има целата историја на вашата состојба. Вака на телевизија Да. Нема да може да се дадат. Ова е прашање за вашиот ортопед во Така. Всушност ова е прашање кој што ортопедот треба да го одговори. Да, апсолутно. Сега на оваа состојба кој што ја кажа господјата, Бидејќи прилично комплексна. И сериозна, ако има нека инфекција, тоа се решава. Прашањето е дали може со колаген тоа да го реши? Инфектот нема да може да се реши, тоа треба пред да се среди хируршки, можеби таму да се види каква е состојбата, па после тоа да се решава. Значи, од како ќе се реши хируршки? Од кога ќе се смири состојбата. Од како ќе се смири состојбата, тогаш може да се направи една ваква терапија. Не може при инфект, кај што течело гној, каде што има во моментов, нели, остав синтетски материјал, од оно што го разбрав, кој што ја не знам, ја закача нешто и прави некаков проблем, така да тука не сме ние уште во моментот да влеземе во процес на нешто да рехабилитира. Тоа прво би требало да се среди ортопедски, па после тоа да се продолжи со рехабилитација. Колку третмани обично пациентите треба да направат за да почувствуваат некакво олеснување? Да, тоа е едно интересно прашање, најчесто поставувано. Кај пациенти кои што има, да кажеме, ќе ги вкрстам во две групи, ќе ги поделам всушност стандардни заболувања или повреди кои што се настанати, да кажеме, травматски. Бројот на третмани е некаде околу 10 со двојна колагенска терапија. Пациентите најчесто првото подобрување го почувствуваат помеѓу третиот и петиот третман, но имаме пациенти кои што реагираат и после првиот третман со олеснување на тегобите. Кај потешките пациенти зборам како клиничка слика потешки, кои што, да кажеме, се подолго време се лекуваат од определени, да речеме, ревматоиден артрит, некаков гонартроза, да речеме, на колената, коксартроза на колковите, тогаш веќе самиот третман е пролонгиран, значи подолго време ќе трае, тој ќе биде 10 третмани секако или можеби 15, но тоа ќе се случи 2 пати годишно, за дека ќе добиеме комплетното олеснување, да кажем.
и зголемувањето на мобилноста на самиот зглоб кој што е засегнат, да кажем. Ефектот од оваа терапија, колку трае со оглед на тоа што телото и понатаму старе, процесите продолжуваат од аспект на дегенерација на колагенот, нели се создава помалку квалитетен колаген и во помала количина? Тука има две работи за кои што има фактори кои што влијаат за цело тоа. Да, кога ќе го решиме определен проблем како што кажав кај некои стандардни заболувања како што ги напоменав пред малку, тие пациенти најчесто немаат потреба втор пат да дојдат кај нас бидејќи проблемот сме го решиле. Значи, тогаш ефектот е траен? Да, но доколку тој ист пациент води неквалитетен живот, збориме пушење цигари, или една кутија од прилика 20 цигари се, така, неправилна исхрана, која што не вклучува, нели, отсуство на сон, да, стрес, неквалитетен сон, внесување на поголеми количини, да кажеме, алкохол, стресот кој што е несоодветни позиции, работни позиции, можно е и кај овие пациенти да има потреба повторно да се работи. Така да, како што напоменавме на почетокот од разговорот, дека всушност и ние самите треба да бидеме свесни за своето здравје и да знаеме со што можеме да превенираме дел од заболувањето. Да, можеби да кажеме не можеме да бидеме не можеме да предвидиме дека сега ќе паднеме по скали, нели, и ќе имаме некоја травматолошка состојба, да кажеме, на подколеницата, но ако после тоа сме вложиле труд и финанси за да се излечиме, не ја гледам логиката за истото да го анулираме со неправилен живот. Значи, ќе напоменам повторно, цигарите, животниот стил е многу важен. Алкохолот, немањето соодветна физичка активност или невежбањето, континуираниот стрес, сето тоа може да влие обратно кон целиот тој процес. И не е само тоа во контекст на оваа терапија, тука апсолутно на контекст на сите други терапии. Ако не се однесуваме соодветно и совесно кон самите себе си и да си го штитиме своето здравје и да превенираме определени број на заболувања кои што свесни сме дека и јасно ни е, науката ни докажала за некои заболувања дека се причина од неправилна исхрана или од неправилен животен стил, тогаш треба да бидеме одговорни кон самите себе. Апсолутно, да бидеме свесни дека тоа нешто ќе ни се случи, да не се чудиме. Од каде ова дошло? И многу важен момент, не можеме тогаш да направиме вака, топ, нели, и да го решиме проблемот. Затоа реков претходно, ова не е магично стапче. Кај пациентите, кај луѓето кои што се свесни за својата состојба, да, ќе има одличен резултат. Освен во ортопедијата, дали овој третман може да најде примена и во естетската медицина? Сигурно ви го поставуваат ова прашање, да се внесе колаген без игла на кожата на лицето и тоа да доведе до подмладување и разубавување. За жал, да, најчесто се поврзува повеќе со козметиката, но да не го заборавиме оној момент, како што го кажав, дека всушност влие многу на здравјето на пациентот. Да, естетиката е исто така многу важен момент, значи на здравјето на кожата на лицето може да се третира. Например, може да споменам нешто што не го спомнав, може да се третираат и темперомандибуларен зглоб. Дори зглобот тука што е на... Да, така да, кој што да кажеме, кај пациенти кои што имаат проблем болка, и доколку кај својот стоматолог се пријавиле дека чувствуваат болка во темперомандибуларниот зглоб, тоа може да се третира со помош на оваа терапија. Така да, да, може да биде во естетиката и можеби најчесто ако моје лично размислување, можеби се девалвира значењето на колагенот во другиот дел од организмот заради тоа што претходно секогаш даваме предност можеби на естетиката. На убавината. На убавината, да, тоа е окей, во ред, но не мора да ја чекаме болката за да почнеме да реагираме и на коленото. Така. А има ли посебен колаген што би се нанесувал на лице доколку некој е посебна група на заинтересиран? колагени, како што ви кажав, има 13 типови на колагени кои што се поврзани, нели, со определени регии на човечкиот организам. За лицето се користи посебна група на колагени кои што ја подобруваат еластичноста на кожата и даваат таков младечки изглед, нели? И кои што исто така третманите се прават со посебна сонда, која што е малку поразлична, но дејството е исто и всушност се внесува
тогаш самиот колаген на некој си 0,5 или 1 сантим. Аха, на различна длабочина се внесува. Длабочината на мускулите, на ткивото не е како што е ке коленото. Кога споменавте 3 до 5 сантима длабочина. Овде веќе се оди со посебна сонда која што работи на многу помала длабочина, да кажеме, на кожата. Значи треба да се одбере и соодветна сонда кога станува збор за колено, дали ќе работите на 3 сантима, на 5 сантима длабочина. Тоа се кога се прави третманот, тоа е секој, да кажеме, тој што го одбрал овој тип на терапија да го има во својата ординација, ќе ги има сите тие типови на сонди. Моето последно прашање што би им порачале, но оние што имаат хронична болка, се двоума дали да пробаат нешто ново? Да, тоа е интересна работа. Да, најчесто сме заглавени кога имаме некаква хронична болка, сме заглавени во нешто кој што се пробуваме да се најдеме некаква комоција во нешто што не ни предизвикува болка, нели? Јас секој пат давам некои насоки дека пациентот треба во рето да најде некоја можеби да си го најде сам решението на некои работи кои што му се со кои што се соочува, да кажеме ако е хронична лумбална болка, значи болката во половина, задолжително на тие пациенти им препорачам соодветна физичка активност. За почеток пешачење, пливање, вежбање. Значи физичката активност е всушност составен дел од сите терапии. Ние сме физиотерапевти. Така? Да, во физиотерапијата многу е важна физичката активност, затоа ја споминувам многу пати до сега. Сите овие работи сите овие терапии кои што ги применува физиотерапијата, всушност е идејата да го забрза процесот на опоравување кој што води кон, нели, соодветна физичка активност, да може пациентот да се самообслужува, да се грижи за себе си, да се движи, да биде мобилен. Така да препораката му е да проба, дефинитивно да проба, заради тоа што не мора да се пие секој пат таблета против болка и да се функционира во текот на денот. Да се направи соодветна физиотерапија и да се почне со активност, со вежбање. Информирани ли се пациентите дека постои ваков начин за внес на колаген во организмот? Пациентите знаат дека постои нели, колагенската терапија, најчесто ја знаат како терапија како колагенска терапија која се внесува со игли и можеби заради тоа можеби е многу често избегнувана, но жените не. Тие заради убавината се буцкаат. Но еве сега една можност и за нив тие да не мора да трпат нели болка за буцкање, а болка од буцкање при разубавување. Оваа терапија кај нас е веќе достапна 2 или 3 месеца. Во наредниот период почнуваме со малку поголема промоција. Воедно има и некои новитети кои што ќе се случат од 1 октомври, така да ги канам повеќето од нашите пациенти слободно да не побараат и да не советува, да побараат консултација од физиотерапевт и да им дадеме соодветен начин за решение на проблемите. Дали и некои други лекови би можеле да се внесат на ваков начин во организмот без игла? Ова е не заради тоа што ова е специфична биолошка терапија, која што е поврзана со регенеративната медицина. Тоа нискомагнетно поле внесува соодветен материјал кој што треба да биде препознаен од телото како свој. Така да овде внесувањето со оваа терапија на други медикаменти просто е невозможно. Блаже, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и за сето ова што го представивте како новитет во терапиите со колаген. Јас ви благодарам на поканата и благодарам на можноста. Еве ќе повторам од 1.10 може слободно да не побараат сите кои што имаат потреба да не контактираат во болницата. И уште една информација ќе споделам, 25.10 организираме кинезиотейпинг работилница, сите заинтересирани може да не побарат, така да имаме доста новитети кои што може да бидат доста корисни за сите. Верувам дека ќе бидат представени и во Телма амбуланта. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Почитувани, вие проследивте уште едно издание кое што го реализиравме во соработка со приватната клиничка болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што ме следевте и ви посакувам пријатен ден.